Парламентарните избори представуваат празник за политичките партии. Целите нивни капацитети се мобилизираат и тргнуваат во кампања, се со цел да освојат повеќе пратенички места и токму тие да ја формираат новата влада. Но, што е муабетот со парламентарните избори за кои редовно слушаме, како се одвиваат, кои се надлежностите на пратениците и слично. Пратениците ги представуваат граѓаните во Собранието на Република Македонија. Тие се избираат за време од 4 години на општи и непосредни избори со тајно гласање. Право да биде избран за пратеник има секој државјанин на земјата кој наполнил 18 години, има деловна способност и не издржува казна затвор за кривично дело. Парламентарните избори се одржуваат секоја 4-та година, во последните 90 дена од мандатот на стариот пратенички состав, а ги распишува председател на Собранието. Предвремени избори може да се одржат во случај на само распуштање на Собранието, ако за тоа се изјасна мнозинството од вкупниот број пратеници. Во тој случај, изборите се одржуваат во рок од 60 дена. Право да поднесат листа на кандидати за пратеници имаат регистрираните политички партии самостојно, коалиции, како и група избирачи. Кога подносител на листа се група избирачи, потребно е да се собера најмалку 1 од 100 потписи од запишаните избирачи во избирачкиот список на изборната единица. Во Собранието се избираат од 120 до 123 пратеници, од кои 120 според пропорционалниот модел, при што територијата на земјата е поделена на 6 изборни единици. Во секоја се избираат по 20 пратеници. Преостанатите тројца можат да бидат избрани од диаспората преку 7-та изборна единица. Првиот пратеник во изборната единица е избран доколку листата на кандидати освоила најмалку онолкав број гласови со кој што е избран пратеник со најмал број на гласови во изборните единици во Македонија. Вториот пратеник доколку листата освоила двојно поголем број гласови, а третиот тројно поголем број гласови. Пратениците во Собранието, меѓу другото, имаат надлежности за носење и именување на уставот и носење закони и давање автентично толкување на законите. Исто така, да утврдуваат јавни давачки, носат републички буџет, ратификуваат меѓународни договори, одлучуваат за војна и мир, распишуваат референдум, избираат судии на Уставниот суд, даваат амнестија и други надлежности. Пратениците уживаат имунитет. Тоа значи дека еден пратеник не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење или за гласање во Собранието. Исто така, пратеникот не може да биде притворен без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во трајање од најмалку 5 години. Партијата која има мнозинство од вкупниот број пратеници во Собранието добива мандат за состав на владата. Собранието потоа ја избира владата по предлог на мандатарот. За претстојните парламентарни избори кои ќе се одржат на 8 мај, пријавени се 17 партии и коалиции кои поднесоа кандидатски листи за пратеници. Од независноста на Македонија па досега се одржани 6 регуларни и 4 предвремени парламентарни избори.